Музичарите често вложуваат големи суми во песни и музички спотови, а најскапата песна досега на регионалната сцена ја купила Ана Николич, подсетува Српски блиц. Станува збор за Ромале Ромали, со која таа настапи на фестивалот Белвизија во 2006 година. Песната веднаш стана хит, а нејзината цена од 30.000 евра се покажа како најисплатлива инвестиција, иако Николич не замина на Евровизија, што многумина го сметаат за неправда. Авторот на песната Кики Лесендрич призна дека свесно ја зголемил цената. Има многу песни што на авторите им донале малку, а на изведувачот многу. Диспропорцијата секогаш е присутна. Илјадници пати сум работел песна за нула. Ако ми се пријатели, тогаш ми е под чест да им наплатам. Од друга страна, ако сме во деловен однос, да се плати е во ред. Со Ана ситуацијата беше многу специфична, иако во тоа време беше многу симпатична. Требаше да работам на целиот албум, но испадна дека остана само таа песна, па мојата лутина доведе до тоа драстично да ја зголемам цената, и тоа беше прифатено, но нема врска, резултатот беше добар и за неа и за мене. Тоа беше еден од оние моменти кога јас бев безобразен од некоја причина, а тој безобразлук беше наплатен, изјави Лесендрич. Да подсетиме, таа година главни фаворити беа Фламингоси и нивната песна Луди летни плес. Сепак, иако водеа на гласањето, црногорското жири не им даде ниту еден глас и победата отиде во рацете на групата No Name со песната Моја љубави. Поради скандалозниот крај, Србија и Црна Гора таа година не учествуваше на Евровизија и многу наскоро дојде до распад на државата.